од наша страна, од спортска страна, овде негде има, кога нешто како конкурс се распиша, сите заинтересирани да дојдат, се собраа многу на матка, уште одма направивме една селекција и после во еден континуитет подготовките траја непрекинато. Како се формираше таа екипа за Значи, апсолутно, ја чув еднаш од Алеш Кунавер, тој ми беше водач на Лоце, чув во една дискусија дека тешко е да се влечи некаков југословенски алпинизам, ако алпинизмот не се развие уште на неколку места. Одма ми се допадна таа идеја и ние одма почнавме да интензивно да развиваме алпинизам во другите места во Македонија. Битола, Велес, Штип, Струмица, Тетово малце, Охрид малце. И значи од сите места дојдоа луѓе и на крај се сеќаваш ти, ние имавме тројца стандардни членови од Битола, Диме, Бале и Ѓоко. Имавме стандарден член од Велес, стандарден член Борче, од Струмица Серафим, Серджо. Значи, тоа беше навистина екипа од цела Македонија. Малце шеговито жените и девојките се лутеа и велеа дека вие повеќе време поминувате заедно отколку се семејствата. И тоа беше точно. Секој си добиваше програма, пред експедиција, мислам, период од месеци, да речам, трениравме по 3 пати на ден, а секој месец 3 пати бевме заедно на табор, или на матка, или на лешница. Како изгледа тренинзите, бидејќи рече 3 пати на ден? Се собиравте, бевте негде? Вака, прво работевме техника. Овде има тренинзи на која работиме техника, за мраз техника работевме на глината, оти немаме ни овде мраз во лето. Да, ќе ги најдеме. Да, значи, за техника во мраз работевме на глината. Техника карпа сегде, нели? Техника комбиниран терен во зимо на лешница. Освен техника, тренираме, нели, кондиција, така? И тоа ние трениравме 2 типа кондиција. Значи, она да си брз, импулсивен и да имаш, да траеш. Оти експедицијата трае 2 месеци, некојаш и подолго. Отприлика тоа ни беа тренинзите. Са Бајле, јас тренирав најчесто со Васил Франговски. Ке станеме, ке истрчаме до Ѓорче назад, ќе вежбаме овде кај што е во паркот Каршија Александар Палас, пак ќе истрчаме, тоа беше сабелешниот тренинг. Попладне ќе истрчаме на водно и навечер или во сала, или на матка, или на глината. Отприлика тоа ни беа тренинзи. Значи беше формирана таа експедиција, ги спомна имињата на членовите пред малку од повеќе градови од Македонија и како падна одлука, еве, во таа 1989 да се тргне на Хималаите во освојување на Монтеверес. Дали почувствувавте дека е тоа најпогодниот период, дека физички сте најподготвени, дека во меѓувреме исто така имавте качувања таму, ваму, исто на опасни терени, на стрмни карпи и сега кој беше тој пресуден клучен момент, еве да се решите точно во таа година да одите на Хималаите? Спомнав преска, значи кога ја направивме програмата, беше јасно дека нема одма на Еверест да одиме. Значи ние испланиравме еден циклус од експедиции. Првата ја планиравме на Анди во Јужна Америка, од причина дека таму има многу снег и слични услови како тие што не чекаа на Хималаите. На Анди го одбравме врвот Хуаскаран, кој што има еден дел што е идентичен, само помал, на ајсфолот на Еверест. Значи таму каде што во овој дел, нели, каде што се глечерот се стрмоглавува надолу едни 700 метри. Втора експедиција
која што беше планирана, беше на пик комунизам 7500 метри на Памир. Трета на Манаслу. Манаслу е 7 или 8, зависи кој како го води, врв на светот со 8163 метри. Значи не беше тоа, ајде сега се спремаме и одиме на Еверест. Да, точно затоа те прашав како изгледаше тој циклус цел до одењето. Од 4 експедиции. Значи ние бевме заедно во тренинг 10 години. Добиваа во лето малце пауза да се видат со семејствата по 1 месец и после пак почнуваше новиот циклус. И да те прашам, ама да не се лутиш. Ти беше водач на сите тие експедиции? Да, јас бев водач. На некој начин... Реков да не се лутиш затоа што сите бевте исто и тебе непријатно ти беше кој ќе речевме шеф или водач на експедиција. На некој начин е потребно и тоа во едни понекогаш непријатни моменти да се донесе одлука да се прекине експедиција, да се направи она, некому се рече нашиот овој доктор Владо Бошков, Владо Вол популарно, имаше висинска болест и инсистираше да оди понатаму. И на крај мораше ја да пресечам, да му речем, Владо, готово, од први висински логор ти се враќаш назад и ти, за тебе експедицијата е завршена. Значи, или која на Манаслу поради прелошо време, мораше да се прекине експедицијата и тогаш Диме малце на машки муабет грубо, да не ги спомнувам зборовите, сега што сега, зошто вика толку време и дојдовме сега за да се вратиме. Не се качуваме. Значи, тоа се тие моменти. Иначе, бидејќи во 10 години, отприлика на 2 години ни доаѓа експедициите, секоја година која немавме експедиција, па и која имавме, одевме на Централни Алпи или на некоја повисока планина, например, која бевме на Памир. На Памир бевме мала група, значи мала група, 6 души, финансиски тоаш нешто не ни доаѓа... Толку можеше да се покрие. Толку можеше. И тогаш ние бевме на подготовки пак на масивот на Мон Блан и кога стигнавме во тој збирен базен логор, нешто тие предвидуваат таму аклиматизација, ние одбо побаравме да не префрлат под пик комунизам, тоа е на 4200 метри и одма почнавме да работиме. Значи таму со хеликоптер не префрлуваат. Многу интензивна работа, многу интензивна. Сега доаѓаме до она главното, до експедицијата на Монтеверес, тргнувате на Хималаите и сега ајде опишени како изгледаше сето тоа до оној момент дека екипата Мурато не се искачи горе на врвот на Монтеверес, на врвот на светот. За самиот Еверест и ние не знаевме дека ќе добиеме дозвола во 89-та година. Беше многу затегнато тоа, бидејќи во тоа време дозволува една експедиција од една страна на планината да оди, истовремено, или по една насока. Тогаш донеса одлука и таа година ние бевме 7 или 8 експедиции од оваа страна, од непалска страна на Еверест. Со тоа што ние го одбравме полската насока. После Манаслу веќе имавме и хималајско искуство, така да се ни беше познато, со таа разлика што таму мора да се оди преку некаква агенција, преку која што се бркаат формалностите и преку која што тие на некој начин нас не контролираат. Ние ја сменивме агенцијата и од Шерпа трекинг отидовме во Тамсерку. Во претходната агенција за Манаслу зедовме само тројца шерпаси, и тие тројца, бидејќи планината беше сурова, се уплашија и не ни беа никаква полза.
ваму зедовме на вистина јаки шерпаси, од кои двајца со намијаджива веќе се имаа претходно искачено на Еверест со други експедиции. Значи, тоа беше битен момент, а све другото беше познато. Ние користевме дел од опремата на, да речем, југословенските, словенечките експедиции во смисол базна опрема. Шаторите од нив ги земавме, за тоа што ќе ги земавме од магазин, ќе ги направивме бомбончеко нови патенти, ново се. Базата на која височина беше? Базата е на 5300 метри и од тука почнува искачувањето. Да, и од тука полека и она аклиматизација што ја спомена. Да, значи, качувањето е тимска работа. Се поставува прв висински логор, после втор висински, трет, четврт висински логор. И ние тоа викаме градење на материјална пирамида, односно за обезбедување на логистика. Се што треба догоре да стигне, прво на прв треба да стигне. Значи на прв, баш затоа се вика пирамида. Стига, не знам колку, 2-30 вреќи за спиење, не знам, 2-30 шатори, тие висински, па лежалки, па храна, па опрема, па боци за кислород, па фиксно јаже. И така, натаму, па лична опрема. Многу, значи, опрема. Додека ја носиме таа опрема, ние фактички носиме скоро исто како овие шерпасиве. Секој од нас не оди само така, туку носи опрема, фиксира јажиња и се аклиматизира. Бидејќи таму една американска експедиција стигна 1 месец пред нас, го изфиксира ајсфолот и бараа пари од нас за да поминуваме. Ние им рековме пари неаме и не даваме, ако треба ново ќе фиксираме ние. Па видаа дека не можат ништо да извлечат од нас, рекоа добро, вие лоце фейс, значи горниот дел, вие да го фиксирате. И така беше, ние тоа го фиксиравме и тоа беше некоја заедничка работа на планината и стално се договаравме за тоа. Дури на крај, ние кога се повлекувавме, им оставивме шатори на четврти вистински логор, вреќи и така натаму. Ние преку Тања постојано бевме практично во комуникација, преку неа знаевме што се случува таму и сега како изгледаше тој последен состанок пред да се тргне во освојување на врвот. На некој начин ние имавме неколку последни состаноци, со тоа што нели логистиката кога се менуваат условите мора да е динамична, да се менува, да се адаптира на условите. Како и да е, значи негде при крајот на април ние веќе сакавме да се обидуваме горе да одиме кон врвот. Имаше некој од други експедиции, тоа беше, мислам, таму и синот на Едмунд Хилари, Питер Хилари, но тие не се качија со еден друг новозеланџанец, Роб Хол, тој стана познат организатор на комерцијални експедиции после. Се обидуваа, имаше многу длабок снег. Затоа ние отклонивме да не одиме по Полската, многу беше опасно од лавини, отидовме по, да речем, класичната насока и така го фиксиравме Лоце Фейс. Значи, неколку пати нешто имавме проблеми со шерпасите, оти тие сепак требаше опремата за кислород да ја изнесат до четврти висински логор. Се случи, тргнаа нашиве, значи тогаш во првиот тим што беше планиран беа Диме, Серджо и Ѓока. Серджо и Ѓока добија некои замрзотини и тие веќе не можеа да учествуваат, значи првиот, да речем, повлекување беше од таа причина. После се прегрупиравме и во втората екипа требаше да одат Диме останува. Диме останува како најдобро аклиматизиран. Диме останува и Борче се приклучува, оти Борче добро му одеше аклиматизацијата. И тој обид не успеа за тоа што тоа фати невреме. И после тоа невреме сите екипи се вратија назад.
И во еден момент, кога очекувавме што ќе биде едно друго, ние осетивме дека ќе се направи она што го викаат алпинистите прозорец. Значи во 3 месеци се прави еден или два прозорца од неколку дена убаво време. И тогаш треба да си подготвен и да тргнеш, све да ти е на лице место таму, висински логор и све тоа, и да одиш кон врвот. Значи осетивме дека ќе има прозорец. До тогаш дуваше ветер од северо-запад и почна да менува од спротивна страна. И на моменти тие циклонска, антициклонска активност беа точно над нас. Те ќе се разведи, те ќе се направат облачиња. И нормално, кога се направат облачиња, паѓа снег. И тогаш се надевавме и знаевме дека е прав момент. Доаѓа времето. Ама требаше брзо да се действа. И тогаш направивме, да речем, 2 екипи споивме за да може да се длаби овој снегот. Сигурно се сеќаваш како пратечки членови на експедицијата со нивни цели, односно да се искачат на Лоце, дојдоа Вики Грошелј од Словенија и Стипе Божич. Ние им дадовме гостопримство да користат све наше до 3-ти висински логор и од тука да си продолжат својата цел да ја исполнат. После Лоце, значи Стипе Вики се качи на Лоце, Стипе исто мораше се врати доби некој, за да не добие замрзнотини, тие изразија желба да се приклучат кон нашава експедиција и на Еверест. Ние рековме да, ама после нашево излегување. Ама бидејќи условите длабокиот сет снег ги врати сите претходни обиди од други експедиции, ние спакувавме јак тим, значи 2 шерпаси и 4 многу јаки алпинисти. И нели се сеќавате на зборовите на ова Вики која кажува за Диме, прва лига, гази напред, вика во снегот, гази, гази. Шведски, да, до краја. И оно на крају, мислим, иако nije тешко, али ипак, мислим, из јужног врха на и онај Хилари степ има и ужади нутра и све, али оно, мислим, ка сад су ишле, знаеш, јас сам био баш ми на врху, јужно ми нестало кисика, не, па ме она спиздила на крају, тако да, едва, заправо у ноќи сам стигao. Ali ono, da kažem ti, mislim, 2 šerpasa i Stipe i Dime, ono, mislim, prva liga, no. И тоа беше клучниот момент. Значи, ние направивме, шерпасите се покажаа дека не сакат додат напред, се плашат од лавина. Овие 4, фактички 3 од Борче остана на 4-ти висински, го изгазија тоа со Стипе и со Грошелј. Да, Грошелј после тоа имаше проблеми на јужен врв и тој подзастана. И мислевме дека нема да оди да се искачи до врвот, ама он по мрак излезе до Еверест, до врвот. Тоа беше триумфот, го знаете, кога се качија на врвот, сите се радувавме, долу беа дојдени од сите други кампови кај нас, сите ја делеа радоста со нас. Тоа беше возбудлив момент и да. Може да се види и инсертот од реакцијата твоја и на целата екипа долу во важниот логор, па и гледачите сите викаат Диме, дури и шерпасите викаат Диме, од полската експедиција, мексиканците, тоа беше тоа. И после, твојот добар пријател, другар, Горас Росоклија, рече дека ова е мојот најсреќен, но и мојот најтажен ден. Што се случи потоа? Тоа е многу тешко, тежок момент. Нели, кога... Среќата достигнува кулминација, радоста и одеднаш се губи некаде во тие белини. Се сеќавате, мислам, се сеќаваш, Зоки и сите луѓе што од тоа време што не пратеа, се сеќаваат на последната врска со Диме. Јас од базниот логор, Диме од врвот на Еверест. Диме, Стипе и шерпасите успешно го совладуваат последниот успон. Конечно стига гласот. Диме, ти честитам од се срце! Браво, Диме! Браво!
камповите кај нас, сите прославуваме вашето качување први ова сезона на Еверест. Прием! Кога му реков сликајте се знамињата, сликајте ги и после тоа што побрзо назад. И соберете го Вики со вас, оти веќе доцна да оди кон врвот. И нормално после тоа изгубивме врската. И са бајлето веќе Мите, другиот Димитар од нашата екипа и јас се подготвувавме и ја ги острев дерезите, тука седиме во базниот логор, ги остриме дерезите и во страшна дилема. Дали да одам на Еверест, што ми беше огромна желба, или да одам на Лоце и така Македонија да добие одеднаш 2 варва. И додека таа дилема се ломеше, мислам ја имав во себе, слушам таму нешто панични некои гласови, мене ме бараат, водачот. И некако се здрвив, немав сила да станам од место. Едно 10 минути горе се отиде, трчаше на кај кампот на американците, оти ние немавме врска. Фактички врската и лошата вест ја добивме преку кога стигна американци, односно нивни шерпаси на 4-ти висенски логор. И веста беше дека еден член од нашата експедиција не е вратен во 4-тиот висенски логор. Ние во првиот момент мислевме дека е тоа Вики. Зашто тој каскаше за тој беше последен. И после тоа се дозна дека Вики е во 4-тиот висенски логор, истоштен се, ама е вратен. Во темницата, сега вака, ако правиме реконструкција на тоа што можело да се случи, нели Стипе кажува неколку пати го викал Димета да се врати, Диме бил побрз од Стипе, да се врати, да му помогне да ја средат батериската лампа, оти нешто му откажувала. Еднаш, 2 пати и на јужниот врв, значи овде е врвот Хилари степ, еден гребен лош, и на јужниот врв, вика, последен пат го видов и вика, он, кога дојдов, вика, го видов далеку долу под мене, знаеш. И сега, од тука се доаѓа на тоа место на 8500, го викаме балкони, оти е за равнето, и од тука последната рампа, и се доаѓа во 4-тиот висенски логор. Значи, сите мислевме дека Диме веќе спуштен долу. Сега, бидејќи овие што доаѓаат зад него, не го видоа нигде, се чудевме што се случило. Тогаш почнавме да мислиме дека најверојатно отиден по гребенот, не кај балкони не свртил десно, туку продолжил на по гребенот на источна страна на Еверест, таа води кон Тибет. Оти имаше еден случај, еден јапонски алпинист така отиде и дури по 20 на дена беше пронајден истоштен до смрт долу, мислам го спасија. И се надевавме дека Диме е натаму отиден. Но негде таму во Лукла, еден австрийски алпинист после повеќе денови во својот обид, не се искачи тој на врвот, во својот обид да кон врвот го видел телото од Диме. И по тоа он што кажува, значи телото е на 20 на минути од шаторите од 4-тиот висенски логор. Телото било, значи, во една ваква позиција, капата му е, вика, на главата од Анди, што се имаше Диме, маската му е тука, значи, пат не доаѓа во предвитот и ако има пат, све тоа се... Седнал да се одмори, веројатно. Тој најверојатно седнал да се јави. Веќе нема стрмнина, некаде е логорот, седнал тука да се јави во базата и заспал. Тоа е нашето објаснување. Значи, тоа е најлошата работа. Тоа е она бела смрт. Значи, полека убаво ти е заспиваш. Некој вика, како заспал, демек, како не станал, демек, толку искусен. Тоа е исто како човек кога вози кола и вика, добре, уште малку. Да. Практично спија. Во онај момент кога заспиваш, не го знаеш тој момент. Едноставно, ти бега тој момент и одеднаш заспиваш и никогаш повеќе не се будиш. Диме така остана понаму каде што сакаше најмногу да биде, во тие планински височини. Експедицијата ја заврши својата работа.
се искачи на врвот, но ете, мурато остана таму и сега нам ни останува само да се сеќаваме на него, да го споменуваме како голем човек, голем спортист, алпинист. И сега, откако заврши Еверест, нормално овде бевте пречекани како експедиција која успеала во својата намера да го освои, односно да се искачи на врвот. И после тој момент, како се одвива твојата алпинистичка кариера? Пак овде нешто сакам да кажам. Прво, ова се списоци на тие што се искачиле на Еверест. Овде, еве го, Диме го има. Ке го снимеме и ова, да? Како 263, ја вчера, кога разговаравме, нели ти кажав, ама после видов, и тоа е точно, овде еден извештај на мис Холи, таа е најголем собирач на податоци за Хималаите за Непал, и таа кажува колку се искачиле, ама вика минус 24, тоа е тие луѓе што се искачиле по 2 пати или 3 пати. Значи, да, меѓу тие 263 има некој по 2-3 пати, значи Диме како човек негде околу 240. Тоа сака. А Македонија дека имаш и рангирање некој. Сега. Тоа исто. А иначе за вака споредба, значи во првите од 53-та, еве го Тензинг на 29 мај 53-та прво искачување на Еверест до 89-та година, ние кога бевме 53-та, 89-та, само 240 луѓе. А сега тој број е илјадници, затоа што се прават комерцијални експедиции на ден по 200 луѓе. Се условите, се качува. Има опрема, современа и така. А иначе еве овде рангирањето на државите, тоа е интересно. Еве ги држави, иако не, кај се држави овде, еве ги. Значи ако се изброи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23. А ова е пред нашата експедиција, значи извештајот е на 12 февруари 89. А ние таа година први се искачивме. Значи негде меѓу првите и тоа се земји, меѓу првите 25 земји во светот е и Македонија. Успеале да се искачат горе на врвот на светот. Значи, ја мислам, еден од најголемите... Мајка Божица. Да, Еверест, иначе, е крстен по првиот што го тригонометрески, која ја снимале енглезите, ова, како се вика, Индија, стигнале до Непал и кога прв кој што го видел, го снимал највисокот. Тоа е тој Еверест, а иначе тибетанците си го викаат Чомолугма, непалците Сагармата. Што отприлика исто значи Божица на планината или Мајка Божица. Иначе ти ме праша за тоа, дека ти знаеш дека дојде во Белград да не пречекаш со екипа. Ние бевме пречекувани како сега што се овие нашиве спортисти. Доаѓа луѓе на аеродром и така натаму. Ама исто сакам... Дека да го кажав дека тоа ми беше најтешката репортерска задача. Ве очекуваме да излезете од авионот, очекуваме да видиме какви ќе бидат вашите лица собрани тамо, јас со снимателот и верувај ми цела ноќ сон не ме фаќаше како ќе изгледа сето тоа, затоа што стигнавте негде во предпландневните часови и веднаш требаше да се вратам со автомобил за вечерта да оди тој извештај од вашето доаѓање на тогашниот Сурчин во Белград. Ниедна радост не може да ја покрие или да превагне тагата ако изгубите другар, ако изгубите човек. Прво, било кој човек ако се загуби на спортски потпат е трагично, а камоли особено ако губите толку близок човек со кого што не само него го знаете и сте живеели толку туку го знаете неговото семејство, живеете заедно. Ние сите семејства живеевме како едно, секој за секого знаеше се. После 10 години
заеднички подготовки. И нормално нашите лица беа тажни. Не можевме ние, едноставно не можевме ние да се смееме во тие периоди. Цело време тој беше во мислите. Сакам да кажам, ево овде се гледа дека тогаш цела Македонија беше со нас. Не само која не пречекува и која не испраќа. И сите помогна. Гледате, овде Битола текст ни прави комплети. Солидност Прилеп ни прави комплети. Овде сме добиле нешто од Скопјанка, трговската куќа. За Еверест ни даде Готекс гостива. Тетекс ни даваше. Крушево, Стружанка, Охрид. Сите сакавме да се успее во тој потфат. Сите. Зашто знаеме Монтеверес е предизвик на секој алпинист, тоа е негова сакам да животна желба, уште сон нешто. да се бидејќи од тука најверојатно последното прашање ќе следува, пари, дали има пари, колку скапо едно друго. Нашите експедиции беа смешно ефтини во споредба со тоа колку коштаат такви експедиции. Например, нашата експедиција на Монт Еверест вкупно кошташе само $73,000 во тоа време. Сега само дозвола е 70,000. Дозвола за врвот. Да. Сега како успеавме ние тоа да го спакуваме во толку малце? Прво, имавме многу спонзорство. За опрема многу малце трошевме. Значи, ние немавме комплет опрема за сите луѓе. Имаме за долу, ево, ова за да се сликаме. А за горе имавме 4 комплета. Имаше покрупни и поситни. Значи, 2 комплета за поситни, 2 за покрупни. И тие ги користевме да се планира кој да се планира. Например, Диме, која отиде горе, имаше од Горас приватни работи од мене. Значи, се што ни беше најдобро, тоа го форсиравме за најгоре. Едно тоа. Друго, сите овие спонзори многу ни помогнаа, сите. Ние после работевме сами нешто, пари заработувавме по оджаци, по силоси. Ево овдека дури имаме ставано громобран на џамијата во Битола. Ево овде на оджациве во... Значи, на секој начин да се спакува... Наоѓавте, значи, најразлични форми за да се дојде до некој денар, за да се... А иначе, за споредба, следна најефтина експедиција кошташе 300,000, 350,000, а имаше и скапи. Бугарите направија експедиција, тие дури имаја и специјален авион што ги одвозе до Катманду и назад. Нивната експедиција 1,5 милиони кошташе. Французите направија за 3,5 милиони, јапонците 8 милиони, а ние со 73,000 тоа го направивме. Монт Еверест готово, го обработуваме, што понатаму веќе ти... Тоа, после Еверест сите се раштркавме. Стануваш човек околу кој се вртат многу работи во алпинистичкиот спорт во Македонија, инструктор, селектор и така натаму. Сега блиц за тие години, после 89-та па наваму. Од тогаш наому ние се раштркавме сите негде. Ја отидов во Канада, Горас во Америка, Козич отиде во Јужноафричка унија, Диме отиде во Австралија, Боби во Канада, сите негде отидовме. Во оној период кога се прави економска база за семејството, ние го изгубивме тој период десетина. Да, и моравте да го надополните после. И моравме да... Сега го спомна семејството, ајде од семејство, што има Јован Поповски? Прво, нели, жена ми Тања Тања Тупурковска е спортист исто така. И сестра на Циле. Да, значи спортско семејство и е во кошарката исто како ја што сум во алпинизмот, така Тања во женската кошарка. Без неа немаше кошарка, таа беше капитен на репрезентација македонска и така натаму. И после Дамјан, значи, од кога го роди, пак продолжи да игра по известен период и така натаму. Значи, Тања покрај тоа што беше во кошарката, дојде малце во алпинизмот, има качувано на Северна Триглавска стена, дури таму во Западна имаме првенствена насока наша. После беше мотор на Комитетот за експедиции,
После тоа ја ставија и секретар на Планинарски сојуз. Дамјан го спомена, Илина? Иначе Тања си има професорска кариера, професор прво овде на Машински факултет, па во Торонто на Ryerson University и после во Хонконг, во Айви. Ние последниве 17 години, прво 7 години бевме 6-7 години во Канада, па отидовме во Хонконг. Син, керката? Дамјан уште од мал беше или на тренинг со Тања на кошарка, или доаѓаше со мене на матка и да прати од ливатката кај манастирчето и сето тоа кога му требаше детска игра, она спорт низ игра, не го доби тој и све ова му дојде јако многу, нели таму тренерот вика по кошаркарки, 100 пати исто повторуваат, ние ваму на карпи, би, клинови и тие работи. И така Дамјан некако се оддалечи од спорт. Тренира он, оди, секој ден тренира, ама чисто за себе, не како спортист. И си одбра друга професија, тој стана оперски пејач. Илина страшен талент за спорт. Скијање научи за еден ден и тоа да се спушта со скилив доди горе, да се спушта. Ама Илина не сака ништо што е насилно и грубо. Како девојче во Торонто беше, трчаше за школото таму, на еден след, и во трчањето некој девојче ја удри со лакт тука во пределот на срцето. Се издиши и од тогаш не сака никаков спорт кој што има контакт, така, и контакт едно друго, и она се оддалече од спортовите, од спортски семејства. Сега за крај не можам, бидејќи ја гледам цело време оваа слика, па сега ти да ни ја објасниш, ние ќе ја фатиме и од поблиску со камерата. Ова е една, би рекол, непрегледна колона, да, непрегледна по тие колона. белини. Сега каде е ова и што е? Ова е над, еве го, и под и над 7300 метри. Овде е третиот висински логор на патот за Еверест, на Лоце Фейс. И ова е во денешни денови, кога по неколку стотини, кога ќе се отвори тој прозорец, се качуваат на врвот. И што значи овде? Овде има нон-стоп фиксирано јаже. И за овака, за споредба, ние, например, тогаш над четврти логор не фиксиравме ништо. Значи, сега до врвот е нон-стоп фиксирано јаже и ова се луѓе овдека, некои се авантуристи, некои се богаташи, некои се планинари и тие само одат нагоре со тие, а други местаце. Твоето одење како изгледаш? Во наше време, ја, например, 2 пати бев над трети висински логор и цел ден одиш горе-долу, дали 2-3 сретнав и тие нешто по нивните работи или за климатизација или за фиксирање и така. Значи, неколку луѓе за цел ден, а сега се неколку стотини само на овој дел. Значи, работите се многу сменети и сега фактички овие две страни на Еверест стана непристапни за алпинисти од комерцијални експедиции. Комерцијална експедиција е, јас имам фирма, организирам, земам алпинисти водичи, тие ја прават цела патека со фиксни јажиња, тие носат, обезбедуваат, дури и храна во висинските логори за овие што ќе платат. Цената за еден човек варира од 20.000 евра во комерцијална, ама поскромна експедиција до 70.000 евра во подобра, посигурна... Побогата. Да, побогата. Добро. Јове, ти благодарам што оддели време вака за овој разговор, да те представиме и тебе, и алпинистичкиот спорт, да проговориме и за нашата хималајска експедиција. За нашите гледачи, на крајот да кажам дека тоа беше Јован Поповски, еден од нашите познати, најпознати алпинисти, човек кој зазема свое место и во македонските спортски легенди.